14-годишната Сара Карлоу има диабетис, факт што не може да го занемари. Во просек го проверувам нивото на шеќер 10 пати дневно, па и повеќе. Го проверувам пред доручек, ручек и вечера. Морам да го проверам пред да спортувам, а треба да водам сметка и за тоа колку јагленохидрати внесувам. Следејќи ја количината на јагленохидрати во исхраната, Сара знае точно колку инсулин треба да внесе во телото. Неодамна Сара почнала да употребува вештачки панкреас, што ја врши работата за неа. Да не се грижам секој ден, секоја минута, секој час за тоа колкаво е нивото на шеќер во крвта. Би можела да живеам како порано, што е феноменално. Сара е една од 17 тинејџери со диабетис од тип 1 кои почнале да користат вештачки панкреас, добиен од детската болница Yale New Haven од Конетикат. Направата користи сензор за следење на нивото на гликоза и пумпа што дистрибуира точна количина на потребниот инсулин. Доктор Стюарт Вајнзаймер, кој работи во болницата, вели дека вештачкиот панкреас има широк потенцијал и за другите диабетичари. Би можел да биде од корист на сите кои боледуваат од диабетис од тип 1, од тип 2, сите на кои им треба инсулин. Експертите додаваат дека како превентивна мерка инсулинот преку вештачкиот панкреас се дава само по претходно одобрение од лекар. Вештачкиот панкреас може да го одржува потребното ниво на шеќер во крвта до 16 часа дневно.